Со првиот повик за ИПАР-2 објавен денеска, земјоделците до 23 јуни годинава може да аплицираат за инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства, за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи и за диверзификација на фарми и развој на бизнис. Имајќи го искуството од ИПАР-1 програмата, кој што морам да кажам дека сме целосно незадоволни од неговото искористување, бидејќи минимално се искористи, но ги научивме лекциите и од тие причини практично направивме несериозни мерки презедовме за да ИПАР-2 програмата практично ја можам да кажам 100% ќе искористиме. За успешна реализација на планираните средства е формиран стручен тим од 80 агро и бизнис инженери, кои пред земјоделските стопанства веќе ги представиле условите и можностите за аплицирање, а треба да им помогнат и при подготовка на апликациите. Изготвени се, посочи Цветков, и типски проекти во сите сектори, кои земјоделците ќе ги добијат бесплатно. Воведовме и гарантен фонд преку кој се обезбедени 26 милиони долари, а со кој ќе се гарантират 50% од хипотеката. За секој проект до 500.000 евра, иако каматата е до 8%, ќе ја финансираме со 50% преку програмата за рурален развој, рече Цветков. Одговарајќи на новинарско прашање кога може да се очекува исплата за останатите субвенции за земјоделците, Цветков повтори дека застојат е поради колизацијата на законите за избори и за земјоделство и рурален развој и дека на средба во Министерството за финансии ќе се бара решение на проблемот. И секако дека Платежна агенција ќе направи вонредни мерки за да во најбрз можен рок бидат обработени апликации и бидат подпишани договорите. И пак уште еднаш ќе повторам, се она што го направивме, јас сум убеден дека овие 10 милиона евра се многу малку, интересот на земјоделците е огромен, секако дека не треба да се обесхрабруваат, како што реков се 60 милиони евра, во наредните години ќе има нови огласи, и така да ќе помогнеме сите овие средства да бидат искористени од страна на земјоделците. Прашан дали поради техничко функционирање на владата ќе има законска пречка за исплатата на штетите од ниските температури за овошните и лозови насади, зашто се на терен комисии за проценка. Цветков информираше дека владина комисија денеска треба да изготви и утре на владина седница да предложи соодветно правно решение.